Snoop Dogg беше водител, ако добро помнам, на наградите MTV. Бев номинирана од MTV Adria за New Sound of Europe. Не знам како чудесно, јас бев победник. 99 година, мојот прв настап на Макфест со мојата прва отпеана песна Само ти ми требаш и Тања Кучовска ми рече во лифт: "Браво, ми се допаѓаш. Само продолжи понатаму." Ти си одела 12 години на мисии кои што биле поддржани од UN и тоа го прават многу светски звезди, меѓу кои што се Алиша Кейс и Шакира и Палестински, марокански имам одржувано концерти во тие земји и за прв пат се соочив со лица инфицирани со HIV вирусот, малолетнички и сексуално злоставувани, трансродови лица и сите оние неприфатени луѓе кои што живеат на маргините и стигматизирани. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Некој од вас оваа сезона ќе може да се запознае со еден од омилените говорници и ќе добие авионски билет за некоја европска дестинација. Целта на предизвикот е да продолжиме да ги шириме видиците и надвор од дигиталниот свет. Дани Димитровска, што го врти светот? Вибрацијата, нели како велат, што зрачиш, тоа привлекуваш, па веројатно тоа го врти светот. Самата енергија. Супер. Енергија до сега како одговор не сме го имали вибрација, така да ми се допаѓа тоа. Сценски настап или хуманитарна акција? И двете, но најдобро би било сценски настап за хуманитарна акција. МТВ или MTV? Тука ќе мора да ги одберам и двете. МТВ поради нашиот македонски медиум кој ни е национален и без кој не би требало да можеме, а MTV поради светската музичка сцена. Секако. И Шакира или Snoop Dogg, ќе објасниме подоле зошто. Snoop Dogg. Добро. Точно Snoop Dogg беше водител, ако добро помнам, на наградите MTV, на кои што и ти беше присутна. Сме имале македонски изведувач на MTV наградите, меѓутоа имавме и македонски изведувачи во тоа време 2006-2007 година на MTV. Целиот свет на некој начин можеше да слушне македонска музика. Во регионот беше една експанзија на поп-рок музика, на хип-хоп музика од Балканот и така натаму. Кажи ми малку повеќе за тој период, како беше да се биде тогаш на MTV, па ќе стигнеме до денеска. Тоа беше 2006 година, кога туку што формираната MTV Adria, како сестра на глобалната MTV, глобалниот MTV медиум, почна да функционира и ги застапуваше регионалните музички звезди. Јас како релативно помлад изведувач, тогаш со некои 6-7 години искуства во Македонија, бев номинирана од MTV Adria за тогаш најновата категорија што беше воведена на MTV и се викаше New Sound of Europe. За таа категорија беа одбрани повеќе перформери од нашиот регион, меѓу кои беше, добро се сеќавам, и Elemental. Меѓутоа, не знам како чудесно, веројатно, мислам дека беше со гласање. Јас бев победник на тој, да кажеме, надпревар. Имав настап во Загреб, заедно со Elemental, и од тука јас, Ван Гог, Сидарта и Хладно пиво отидовме во Минхен 2006 на црвениот тепих, каде што хост во тогаш беше Snoop Dogg. Тоа беше едно прекрасно, чудесно искуство, бидејќи во тоа време никогаш и не размислувавме
што треба да се направи кога ќе се отиде таму. Не размислувавме дали треба да понесеме со нас некои материјали, пиар, некои ствари, цедиња во тоа време и така натаму. Едноставно отидовме од тука заедно со Антена Петрадио, кои беа медиумски покровители за Македонија. Со таа екипа патувавме. Првата вечер имаше концерт ни помалце ни повеќе, Foo Fighters. Тоа за мене беше остварување на сите мои дотогашни желби. И заедно со таа екипа во тоа време Ана, Панда, Дени, мислам, но не сум сигурна. Отидовме на тој концерт и мислам дека за секогаш ќе го паметам како многу добро доживување, за да наредниот ден на црвениот тепих се појавам заедно со сите овие мажи, Сидарта, Хладно пиво и Ван Гог. Па добро си морала малку да направиш таму. Па да, бев единствено женско и бев најмлада од сите нив и вистински беа баш прави джентлмени, си поминавме како и сите претходни звезди кои поминуваа на тој црвен тепих, со една таква слобода, со едно дај да видиме што ќе се случи од се ова, без никакви припреми, без никакви намери да се допаднеме некому или да дојдеме во контакт со некој продуцент, бидејќи баш тоа беше збиралиште на сите тие опасни зверки. Криво ли ти е што може поплански не се приде на тој настан или баш напротив, ти беше драго дека така природно си ги извозавте работите и си уживавте едноставно во искуството, затоа што мислам дека после секако ти беше доста присутна, без разлика што не си се подготвила, беше на MTV редовно, дел од песните се вртеа, тука беше доста популарна и како музика и како правец, некако се создаде со тебе и со Ружица Одареа тој поп-рок правец. Крива ли ти е сега што не знам, може малку немаше некој да те подучи, треба со овој да имаш состанок или да си ги закажеш тие работи? Не, воопшто не ми е крива, бидејќи во тој период кариерата се градеше спонтано. Што е твое, ќе си дојде. Тоа беше начелото по кое се водевме, додуша, ајде ќе зборувам за себе во прво лице, начелото по кое што јас се водев и искрено и ден денес верувам дека се што е мое не може никој да ми го одземе. Да. Така функционираше и тогаш, не е дека ништо не се случи таму, напротив, мислам дека тоа искуство ми е искуство на животот. Таму ги видов сите оние звезди за кои што претходно сум ги читала во Браво или во Наш свет и поима сум немала како они функционираат. Постери што сме лепеле. Постери сме лепеле, баш така. Меѓутоа да ги видиш сите тие во една помала просторија, каде што, еве, например, Никол Шерцингер е пониска од мене, Снуп Дог е 2 глави над сите. Меѓутоа сите се они нормални, природни и од таму ние она што го велат колку си поголем, толку си по-нормален и по-природен. Имаше една добра реченица што Снуп Дог ја кажа, вие од Балканот сте среќни, бидејќи имате слобода, си ги гледате вашите деца. Јас, например, немам $1 пипнато во рака со години наназад. И тоа беше една реченица што, еве, ден денес ја памтам како нешто што ми прави да се чувствувам добро таму каде што сум, за тоа за што сум. Секогаш има и плюс и минус на тоа да бидеш толку голем и луѓе околу тебе да работат, некако нема, може и да нема близкост баш со фамилијата и со тие што ги сакаш. Веројатно тоа му била поентата. Да, или... многу краток беше средбата? Да, премногу кратка беше, меѓутоа и тоа беше едно големо доживување, но не беше само тоа искуство од тој аспект да ги видиш сите тие големи звезди на исто место, а подоцна и да ги гледаме на таа сцена. А организацијата те изненади нешто во делот, например, на како се организирани овие настани? Знаеме дека најчесто тоа што се гледа на телевизија е еден настан, ама околу тој настан има pre-party, after-party, има најразлични други помали настани кои што се случуваат, дали мини реви и слично. Те изненади како изгледа целата приказна околу тоа? Имаше нешто
различно од она што да кажеме тука го гледаме или на Балканов? Многу е поразлична, а знаеш во што е различноста? Во едноставноста и тоа да не приметиш дека постои било каква организација, него се си тече, се си вози по својот план, иако не гледаш дека постои некаков план. Едноставно, кога се поминува по тој црвен тепик, само ти викаат, ве молиме, застанете тука. Ти застануваш тука и они те сликаат, па онда продолжуваш, викаш, и они ти велат, ве молиме сега, продолжувате во овој правец, ти си одиш во тој правец. Едноставно така, све си е тоа некако природно, без некои посебни стеги, притисоци, дека мора сега тука овде нешто да се направи. Сега, до душа, не бевме ние главните звезди околу кои се вртеше светот во тој момент, меѓутоа се изгледаше насмеано, фино, проточно. Да, се си функционираше како што треба. Добро, кога е добра организација и многу луѓе. Баш тоа. Сме ги гледале оние моменти од црвен тепих, некој ќе се потсопне, па сите ќе му помогнат, ќе го качат нагоре. Тоа дури како поисценирано ми изгледа, од што си викам вистински само го креваат и продолжува. Значи баш она имаат се некако смислено. Веројатно е долго искуство и традиција за такви настани. Сигурно се одбрани тие луѓе кои што можат било што да работат и сигурно многу се вежба претходно за да е се така уиграно. Некако кај нас се помалку едно време, исто така веројатно тие периоди 2006, тука и 2011-12, имаше повеќе настани кои што беа врзани со музиката. Сега главен настан се уште е Златна бубамара на популарноста, каде што се уште оној кој што ќе се појави на бубамара, некако сите го знаат, без разлика дали се работи за актер или музичар. Гледаме дека дефинитивно дава многу голем простор за промоција. Зошто немаме повеќе вакви настани и дали ни фалат некако за да може се уште тоа најгледан настан на телевизија, за да може да кажеме и баба ми да види помлад изведувач и пеач, и да кажеме јас да видам некој можеби повозрасен кој што некако не ми е во мојот круг или нови генерации што доаѓаат. Ни фалат ли уште повеќе такви настани? Ама се разбира дека ни фалат. Тоа што најмногу ни фали е простор за промовирање на музика, па потоа простор за вакви настани, за ток-шоуа, за телевизиски емисии и така натаму. Тоа што фали генерално е простор, медиумски простор, затоа што јас искрено верувам дека македонскиот народ сака македонска музика, сака да слуша, сака да гледа, сака да биде инволвирана во тоа што македонските артисти генерално од било која сфера на уметноста го прават. Искрено верувам во тоа, меѓутоа нема доволно простор каде што тоа може да се истакне. Златна бубамара на популарноста е популарна и верувам дека е тоа така, една е. Да. Затоа што е само една. Кога би имало простор за повеќе, мислам дека ќе дојде и до компетитивност, а тоа е најубавиот дел во овој процес. Ако немаш со кој да се надпреваруваш, нели, културно поле на надпревар, не можеш како да прогресираш. Значи, мора да постои некој друг субјект за да постои некаков надпревар, за да се надградуваш и за да стануваш поквалитетен и поквалитетен. Значи, бубамара си е прекрасна сама по себе и фала Богу што постои. Но сметам дека не секој организатор на таков еден настан е спремен да крв да промоча за да го направи тоа, бидејќи мислам дека е тоа потребно за да се направи некој настан со оглед на тоа што треба да обезбеди услови за таков еден настан, па треба да се соберат спонзорства, па треба медиум да се договори и така натаму и така натаму. Така да. Знаеш што мислам, дека ако ние како публика цело време покажуваме дека сакаме македонска музика, сакаме да слушнеме нешто повеќе за
нашите звезди, за тоа што се случува, сакаме македонски серии, сакаме македонски филмови, значи се гледаат, се полнат салите и за кога има во Синеплекс македонски филмови, гледаме дека се почесто се случува, веројатно има зошто се работи за приватно кино, кога имаме Златна бубамара, тоа е најгледаниот настан на телевизија, не е ништо друго околу тоа кое што се нуди, затоа што одеднаш и луѓе кои што инаку не се изложени на телевизијата како медиум, пуштаат телевизија за да ја гледаат бубамарата, за да си го видат омилениот пеач или за да го слушнат, не знам, Сашко Коцев или Тина Јатанас, што ќе кажат и така натаму. Мислам дека ние покажуваме сега каде мањка, затоа што потребни се дефинитивно големи финанси, многу малку луѓе знаат колку се тоа мора да се плати за да изгледа фино и убаво. Значи, дефинитивно потребен е тој поттик кај компаниите да поддржат нешто такво. Гледаме дека кога се случи тоа, кога Скопско направи настани, серија настани низ Македонија, тие беа стварно посетени. Јас толку луѓе, јас бев конкретно во парк, не сум видела. Дојдоа да слушаат македонска музика. Не дојдоа за ништо друго и за никој друг. Како некако да ги споиме? Сега те прашувам, може тебе не е правото место, ама ти се случува ли да ти се јавуваат, бидејќи некој ги слушав, не знам, Принц беше на МТВ, зборуваше, па и многу други, вадиме нова песна и сите се јавуваат на времето, дај ми ја мене да ја пуштам, па радиото, па интервју и така натаму. Сега како тоа да спласна, каде да викаат на интервјуеве, добро, освен ние и уште неколку на интернет, меѓутоа телевизиите, медиумите други, има ли простор? Да, сменети се вредностите, сменети се начините на функционирање, ништо не е така како што беше порано. Од мој аспект тоа порано, мене повеќе ми се допаѓа, бидејќи постоеа два главни медиуми од кои црпевме информации, тоа е телевизијата и радиото. И тоа беше, значи, тоа се тие два медиуми, не постои друг. И сите бевме фокусирани на нив и можеше да се види и критичка маса и било каков коментар, меѓутоа валиден коментар. Не знам како да објаснам. Денес постојат социјални мрежи и платформи каде што секој го изнесува своето мислење и допира до нас. Може секој да го прочита, секој да го види. Со таа разлика што свеста за тоа што се говори е на минимално ниво, а телевизијата и радиото како медиум имаат филтри и така се тренира и лингвистичкиот код, така се тренира начинот на изразување, така се тренира начинот на кој што говориме еден со друг. А кога слушаме и гледаме секакви зборови, едноставно се губат критериумите за тоа како треба да се однесува еден човек. Затоа се поместени сите вредности, затоа е во моментов живееме некоја конфузија и пробуваме да се избориме за да земеме малце воздух на површината. Ние го меревме тоа во едно истражување, конкретно се фокусиравме на говор на омраза главно насочен кон жени. Сакавме да го квантифицираме, затоа што јас кај што работам во Змај и каде што го правиме, што го врти светот, голем дел од моите колеги се бават со бројки, статистика, економија. И нас, кога ни се обратија од UNDP, ние викаме, ние сакаме ова да го измериме. И гледавме телевизија 30 дена, паралелно имаше мониторинг на социјални медиуми и докажавме дека кај што има 2-3 филтри, потешко поминуваат такви коментари, каде што се сепак тренирани медиумски работници, потешко поминуваат такви коментари, колку и да ги има, го нема тоа ниво на дискусија, а на вистина на интернет, еве ние кога излеговме, јас го сакам интернетот и мислам дека таму треба да правиме поголем квалитет да се даде, затоа што ќе си препознаат луѓето, ете ги види вака, супер поминуваат, ние поминуваме подобро од што очекував, морам да кажам, затоа што тргнавме како едукативна емисија и така натаму. Значи, генерално, на интернет секој пишува. Ние кога излеговме се запрепастивме, значи од најдете некои деца да ви направи, не зборувајте многу, ама со многу полоши зборови од овие што ги искористив, до
навреди без никаква основа, доколнења и слично, те повредуваат ли тие коментари? Сигурно ги имаш и ти. Не постои човек што ги нема, особено кај жените, како дури пострашно да е, може грешам. Да, никогаш не научив во мојава 25 годишна кариера, никогаш не научив да бидам имун на тие зборови. Секогаш допираат до мене, меѓутоа не го манифестирам тоа како со преголема нервоза или да знам да плачам поради истото, но чувствувам една длабока емоција кон истото со прашањето зошто? Да. Зошто? Чувствувам тага во тој момент, меѓутоа се трудам да ги прифатам работите такви какви што се, бидејќи како викаат 100 људи, 100 чуди, секогаш има некој поразличен и секој на овој свет или ајде да бидеме покуси секој на ова тло во наше општество кој што живее со некаква причина, со некаква цел на постоење. Ајде ќе испочитуваме се, меѓутоа се ова се тренира, се е навика, како што велиш ти, зошто види вака, зошто слободен печат дојдоа до некое повисоко, до нека подобра гледаност. Затоа што мислам дека на народот му е смачено веќе од наслови кои што се небулозни, кои што промовираат плитка површина. Едноставно сакаат да прочитаат нешто подлабоко, да дознаат нешто што се случува во нашата земја, а никој не го знае. Така Апсолутно. Ете, баш и мене јас само и тие три медиуми и ги следам. Кога јас растев, имаше ситуација каде што постоеше ти, постоеше Реа, постоеше Каролина Гочева, понатаму седеа заедно Супер Хикс, кој што во тоа време излегоа како ска панк бенд нов, заедно со Тоше Проевски до нив. Сега, како да нема толку многу различности, а младите имаат огромен квалитет да дадат. Јас ја следам и таа, да кажеме, млада прогресивна сцена и навистина има квалитет каков што не знам дали и некогаш имало, сигурно имало, сега малку претерувам, ама многу квалитетни писмени млади луѓе, многу добри песни прават кои да ги слушне му се допаѓаат, меѓутоа нема каде да се слушнат така заедно, например да споиме, не знам, пеачка како Лара, да кажеме, со бенд како Фанк Шу, и многу ретко тоа се случува. Да. Па повторно се навраќаме на тоа затоа што не постојат такви на интернет да се случи. Такви платформи веројатно не знам до кого е. Све што знам е дека овој народ не е целосно фокусиран на турбофолкот и трапот и све што денес е актуелно. Мислам дека се слуша тоа што се пласира, и цврсто сум убедена дека народот има потреба и сака да слуша македонска музика. Сега, тоа што они сакаат да слушаат песни, што се стари хитови, тоа е некако ментално, кога слушаме некоја, не мислам ментално као психо, него мислам во нашиот ум. Да, некако од внатре, потајно, се навраќаме на добрите времиња кога таа песна била хит и едноставно не подсетува на некои убави времиња кога сме немале такви грижи и секирации кои денес ги живееме. Но дека се создава македонска музика и денес, апсолутно се создава. Создаваш и ти, сега зборуваме за друго време, ама и вие создавате уште сите кои што тогаш сте создавале. Да, најголемата мука е кога ќе ми се постави прашање зошто те нема. И јас не знам дали сакам да си ја удрам главата од зид за да ме боли друго нешто, за да не ме боли срцето, затоа што реално не само јас и многу мои колеги знам дека непрестајно работат. Сите ние работиме, меѓутоа едноставно не се пуштаат песните, нема простор за такво нешто, но борбата трае. Да, апсолутно, не престанува. Дури мислам дека она што
ние мислиме дека се слушаат само еден тип на музики, многу е поради алгоритмите кои што, например, за нашиот пазар ти вадат иста песна како што некој друг слушал или ти си слушал предходно, па ако еден уметник успее да направи, не знам, турбо фолк или трап песна, се бара нешто слично, и дури некако тоа те тера да и ти да направиш нешто во таа насока за да те вади на YouTube, да те вади на, не знам... Тоа е тоа, да. Тоа интернет друго. е на таква широка тема. Прекрасен е интернетот. Фала му што постои. Апсолутно, зашто го спроти на каде. Да, многу е благороден од тој аспект за прибирање на информации и за кратење на времето за да сработиш нешто и така натаму. Меѓутоа, колку е добар, знае да биде и многу лош, затоа што еве, например, тоа што сама го збориш, за да бидеш актуелен и алгоритмот да те постави на повисока некоја позиција, треба на пример да правиш 4 видеа во неделата. Да. И сега за да секое видео ти биде различно и секогаш да си актуелен, едноставно не можеш да извадиш квалитетно видео, треба цело време да иновираш, а едноставно не може да биде секој видео квалитетно ако си во таков постојан обрт, да кажеме. Тука е борбата квантитет, квалитет. Да. Кое? И онда си викаш не е важен квалитетот, нека иде квантитетот, само да бидам алгоритмички повисок за да ме има на интернет, како поминува време, така на човечкото око и мозок му е стварно преку глава, затоа што нонстоп му искачаат нови и нови видеа и како што изборевме предходно, после 6 секунди више и не човекот не го догледува видеото, затоа што му е преку глава од боли, затоа што секогаш има и следно, и следно, и следно. И ето тоа се тие некои работи, тоа е еден круг на кој се надевам дека ќе се опре еден ден. Да, па и Spotify и многу други као Suggested for You ти вика, што е супер од една страна, ако тргнеш во таа насока можеш да избиеш, меѓутоа што правиме со сите тие различни работи, многу интересна работа ми кажа дека луѓе кои што имаат во интерес, не знам, може би задруга, може да го имаат и агелас или нешто што е културно. Зошто да не? Ние луѓето не сме еднолични. Ако јас сум слушала една музика или една песна сега, не значи дека утре нема сакам нешто друго. Ама се разбира. И има дури нови радија кои што се на интернет и нови платформи каде што тоа се промовира дека е организирано од човек, а не алгоритам. Така пишува, затоа што практично се враќа на она старо радио каде што диџејот ти бира што да слушаш и ти седиш и си постојано изложен кон нешто ново, ама тоа е најчесто за оние фанатици кои што сакаат да бараат нова музика, не е баш за секого. Сега, колку мора да кажеме пеачите да бидат инфлуенсери, дали мора да бидат инфлуенсери и да комуницирате така со публиката, и второ, дали мора да внимаваме што кажуваме и што шириме? Пред некој ден ми излезе некој такво видео, беше исечок едно кратко рилче од еден ситком, не е важно, многу беше смешно, едниот тип му вика на другиот, а вие артистите до кое дереđe сте доведени сега? И тој другиот вика, да бидеме инфлуенсери. Као леле што не снајде, дека треба сега да правиме контенти на Инстаграм за да бидеме во тек со времето. За жал, знам дека е така. Меѓутоа се уште стојам на она дека со самото тоа што се занимаваме со музика пренесуваме пораки. Музиката е порака. Иако е за некои луѓе само пренесување на емоција или подсетување на нешто што му иницира некаква емоција, сепак е порака. И таа порака ние како артисти мораме многу свесно и совесно да ја носиме. Треба да внимаваме што пееме, бидејќи таа порака се пее, како што кажавме на почеток, све енергија и вибрација, све тоа што го пеам и го пренесувам, директно ти се обраќам на тебе. Тоа е, ако ти пеам многу си безобразна, спушти се доле, зашто ти се обраќам негативно и тоа не баш
добро влијае на тебе, ако ти се обраќам дека има љубов во нас, има љубов во тебе и мене, ти пренесувам нешто што може да потикне кај тебе да направиш некој добробит во општеството. Да продолжиш да ја шириш. Например, затоа што љубовта е па суштината на постоење, љубовта е и музиката, така да многу мислам дека сите се инфлуенсери во денешно време, но не се казнува. Па добро, да, зависи која е целта на инфлуенсерството, што се сака да се постигне. Ако се сака кликови да се постигнат, тогаш постојат многу такви површни работи кои што поминуваат многу лесно и брзо, доколку се сака некаква вредност да се всади од вистинско значење, тогаш иде тоа малце потешко, меѓутоа се вози, зависи кој за што е создаден. Има една, ти ја спомнав кога разговаравме, има една одлична водителка и актерка која што така постигнува резултат. Ќе се слика како што алгоритмот бара за да стигне повисоко, не знам, во прслук и слично, и кајде сега да зборуваме за некоја тема што верува дека е важна или да шириме позитива. И тоа е врвно, она го нашла вистинскиот начин како да ја поврза двете. Да, го зима тој површен момент на кој што сите луѓе се закачуваат, а вбризгува нешто што е вредност, и тоа за мене е совршено. Јас си немам некој посебен контент на Инстаграм, тоа што објавувам се моите живи концерти, моите бендовски искуства, и еве во последно време имам една хорска групација со која што препејуваме песни. Едноставно пееме, првенствено добро се забавуваме, има преубава енергија и тоа го објавуваме. Ете, ако тоа е контент, нека биде тоа. Па тоа е контент, тоа е супер контент, и јас баш го видов, многу беше, мислам онака, си го слушаш убаво, и во канцеларија им го пуштав и сите го, кај се случува ова, дај одма да видиме, така да е контент и веројатно контент кој што добро поминува. Модерни сме, добре. Значи модерни сте, да. Може не сте мислеле тогаш, ама сте модерни. Успешно е. Јас се изненадив дека ти си одела 12 години на мисии кои што биле поддржани од ЮН, и тоа го прават многу светски звезди, практично си во тоа време дел од една група на доста познати имиња, меѓу кои што се Алиша Кейс и Шакира и многу други, затоа и го поставив прашањето кој од двајцата ти е поомилен, ама многу интересно ми е дека постоело такво искуство. Ние најчесто читаме, не знам, за Анџелина Џоли дека оди да, и она беше дел од ова и така натаму, ама не сме слушнале за тебе. Што се случуваше, како дојде до таа соработка, што гледаше таму кога одеше во Африка и слично, зашто не сме секогаш свесни дека сепак живееме во поразвиена земја. Да. Ова се случи исто така во 2006 година, кога бев повикана од ЮН, односно секторот на ФПА, кој беше задолжен да го пронајде своето лице кој ќе го представува регионот на тогашната светска кампања Staying Alive, поддржана од MTV, глобалниот медиум, во организација на ЮН. Во оваа Staying Alive кампања беа сите овие звезди што ги спомена, и јас. Од нигде никаде јас. Па не од нигде никаде, од тука си како, од Македонија. Да, мислам, од нигде никаде во таа констелација јас првенствено и не знаев за каков вид на кампања станува збор. Со моето прво патување во Истанбул сватив, разбрав се и свесно си дадов заклетва на себе дека ќе го правам ова до оној момент додека можам и треба. Бидејќи за прв пат се соочив со рангливи категории кои што во тој момент не сум знаела дека постојат воопшто, барем во нашата земја. Значи лица инфицирани со HIV вирусот, тоа ни беше
прво и како едукација имавме за тоа како се заразува од HIV, што треба да се зборува, кој е начинот за да ја подигнеме свеста за прифаќање, тоест да ги не стигматизираме овие лица. И многу беше смешно кога се вратив од тоа прво патување дома на тогаш мојот 6-годишен син. Јас седнав и почнав да му раскажувам за тоа како треба он да се заштити од сексуално преносливи болести, за да во одреден момент он со тоа мало главче и се уште не добар говор, вика, не знам зашто збориш. И тоа си викам, добра, полека, застани, има време за се, абсолвирај. Памет, тоа мислам е најлогична реакција на секоја мајка. Но од тој момент, па во наредните 12 години, собрав преубаво искуство, дознав за премногу работи кои ми променија животни ставови и патишта. Посетував невладини организации, каде што беа згрижувани малолетнички, сексуално злоставувани, трансродови лица и сите оние неприфатени луѓе кои што живеат на маргините и стигматизирани, се разбира. Мојата задача, како и на останатите познати лица кои што си доаѓаа од своите земји, беше да им го направиме моментот или денот малце поубав. На оние кои што се веќе заболени со болеста си, да им го да пееме песни, малце да го разубавиме тој момент, а на оние кои што живеат тешки моменти и не знаат како ќе го преживеат утрешниот ден, исто така да позбориме и да, барем во тој момент, макар и со една одпеана песна, направиме да овој момент биде убав и пријатен, чисто да бидеме свесни дека сепак сите сме едно. Сите сме луѓе, сите сме на оваа планета со некаква цел и дека сочувството и поддршката е најважното нешто што треба да постои. Комплетно се сложувам, особено многу луѓе не разбираат колку може песна, убав збор, поддршка да спаси живот, особено кај вие сте имале примери за девојчиња кои што биле жртви на силување во такви специфични околини кои што не се доволно развиени, каде што нема разбирање за болката што може да се нанесе психички и како може да се уништат жртвите. Навистина може да се спаси живот, значи да им се даде надеж за напредок. И многу често и таму кај што е тежок животот, луѓето почнуваат да пеат, да свират, да, нели, и ако се види и нашата историја во минатото, кога ние сме биле поробени, излегувала песна од тука. Така што може би и добро било што си била ти таму, затоа што ја сакам да верувам дека ние тоа си го носиме во себе. Го носи секој еден човек на оваа планета во себе, само треба да се отвори, за да тоа излезе, како би се ослободиле од сите чувства што ги држиме во себе. Имало моменти кога јас сум пеела, например, македонска песна, кои што они тотално не разбираат што пеам, меѓутоа чувствата се тука. Некои плачат, некои се насмејани, некои се позачудени, меѓутоа сите се присутни во дадениот момент и нема ништо поубаво во тој момент, а живееме сите за моменти. Еден ден кога ќе бидеме сите на смртна постела, верувам дека моментите се во прашање кога ќе ни поминуваат низ глава. Така да тоа се едни преубави, понекогаш и тешки искуства, меѓутоа премногу ми значат. Мислам дека ми имаат променето карактерно и во начинот на размислување. Сигурна сум дека е така, особено со оглед на тоа што си мајка, колку треба според тебе, ете ти кажа си зборувала со 6-годишен син, меѓутоа децата и растат и ни остануваат деца за секогаш, колку е важно да разговараме со нив на сите теми што ги мачат, затоа што едно дете не му е во животот само да јаде, нели, треба и да се зборува со него, треба и да му се даде психолошка поддршка кога е тоа неопходно. Како
тоа ти влијаеше ти да знаеш со твоето дете како се однесуваш понатаму? Јас секогаш велам дека родителствувањето е индивидуално. Не секој човек е спремен, создаден и подготвен да биде родител. Некои се учат со тек на време, некои се природно надарени, го носат тоа во себе, а некои можеби и немаат свест за такво нешто. Така да, тоа е многу индивидуална работа и мислам дека секое кажување на треба е премногу акцентирање на работите. Мислам дека природно секој родител знае што треба да направи во дадениот момент. Така Само да, во првата вечер кога ќе се дојде дома со детето, ништо не знаеш. Мене ми вика мајка знае. не. Немаше патронажна сестра во ковид. Бабите гледавме да ги заштедиме колку што може исто. Мајка појма нема, ни татко појма нема. Овде се снаоѓаме добро. Ама се разбира, јас станав мајка на 21 година. Апсолутно ништо не знаев како треба да се повие бебе, бидејќи у тоа време моите родители и другите баба и дедо ми покажуваа дека треба целото бебе да се повие со рацете вака, значи само да му се гледа главчето. Не знам како се повива, ниту па во тоа време имаше некој јутјуберски колку ми помогнало тоа. Денес има така. Па во тие времиња и немаше. Затоа велам дека со тек на време светоа се учи. Нашите деца секогаш ќе бидат деца, нека се живи и здрави. Мислам дека според мене создаваме деца за да ги оспособиме за живот, а не да им ги приуштиме сите нивни желби, пориви и страсти. Јас се сложувам. И ќе се вратам малку на естрадата, па после пак ќе зборуваме за овој дел, ама сакам баш во насока на човечкото во работењето, музика и така натаму, затоа што си ги поминала сите фази на развој на македонска естрада, 25 години си присутна. Да, оваа година навршуваат 25. Тоа баш ме изненади. Добро, а кога рано ќе почнеш, рано ќе дочекаш 25? Така. Ама интересно ми е дали се дружите и дали има онаква поддршка класична меѓу македонските музичари. Секако сме малку, мислам дека е битно да се поддржуваме, ама имало ли некој што тебе те буткал, како да кажам, те поддржувал и сега денес некој или млад или по колега што е вака колку тебе, што ти му даваш кураж? Да. Нашата естрада е малобројна, иако мислам дека денес више и не е така малобројна. Секој ден излегуваат некои нови млади артисти, но мислам дека се поделени на мали групици и групации, поголеми и помали, и дека така се функционира, барем така е некое време, зборам од мое лично гледиште, и посебни групации се поддржуваат меѓу себе, но не ги поддржуваат оваа група не ја поддржува, секој си ја поддржува својата. Јас никогаш не припаѓав во ниедна групација. Јас во принцип вистински ги почитувам сите, но онаа генерација со која што јас почнав како Арнаудова, Дарио, Ѓоко Таневски, Владо Јаневски бил постар до душа. Меѓутоа, тоа е таа генерација со која што имаме заеднички јазик, имаме заеднички гледишта, заеднички размислувања. Но не знам, денес мислам дека функционира така во групи. Кој со кого работи, кој со кого се излегува, и не мислам дека тука се само пеачите во таа групација, има инфлуенсери, па не знам, газди на кафичи и така натаму. Значи све тоа така некако присобрано, дали спонтано, веројатно спонтано, дали преку дружба, како и да е, не знам, но знам дека функционира некако така. А имало некој тебе што ти кажал кога си била 21, 2, 3 години, кога си почнувала, што ти рекој,
топ си, браво, што ти Леле, треба, да. јави ми се. Да, 99-та година, мојот прв настап на Макфест со мојата и прва отпеана песна "Само ти ми требаш", во лифт во хотел Оаза, додека се качував во својата соба да се спремам, во лифтот влезе и Тања Кочовска и уште некој лик, мислам дека Олгица Христовска, но не сум сигурна. И Тања Кочовска ми рече во лифт: "Браво, ми се допаѓаш. Само продолжи понатаму." За мене тоа беше, не знам, доживеав, ми се стемни звезди прегледав, затоа што Добро, Тања Кочовска е сепак. не сепак, него и ден денес е. И мене да ми каже нешто како здраво би била презрека. Замисли Многу ја сакам, да. на 21 година од тонска проба да идам да се спремам во соба и така една убава поддршка добив со, иако говорно на мене ми значеше цел живот. Па како не значи апсолутно значи. И мислам дека тоа фали, затоа е добро да има едно мешање дружби, ама тие дружби може да се направат нели преку емисиите, преку настапите, преку Златна бомара, преку други слични настани кои што ќе ги спојат заедно. Да, Знам млади дека артисти јас поддржуваш, секогаш поддржувам. Еве баш сега пред ден-два ја постирав Луна Беков, која во моментов е на некое си надпреварување музичко во Србија, како и да е, но секогаш кога ќе налетам на некој таков млад талент кој мислам дека може многу да постигне, со задоволство поддржувам. Посебно млади таленти, за овие што се волци и веќе изградени личности, мислам, нема што да поддржам таму. Таму можам само да дадам комплимент. Да. Браво, свака част. Браво, ова го направи прекрасно. Јас верувам дека и на младите кои што почнуваат се бараат, им значи тоа некој да ги сподели, што можеби се огледувале на тебе, на вас сите кога растеле. И мислам дека тоа е супер. Инаку и јас ја слушнав девојката секоја чест. Има многу моќни вокали, сега неколку што излегоа. Јас се надевам дека ќе им се даде медиумскиот простор што им е потребен и се надевам дека ќе им се даде шанса да бидат своји, да прават нешто свое Има, и да. различно. Не знам, па... Има на нивни години и јас мислам дека ние на нивни години бевме малце по-смотани, Добро. малце по-неснаодливи, меѓутоа денешнава младина со тој потенцијал што го поседува, добро растени се на интернет. На социјални мрежи, да. Можат да само небото да има граница. Така е. Го прашуваш некојаш син ти што слуша? Он е по рапот. Аха. Рап, хип-хоп, дури и во слободно време знам дека се забавува на тој начин, како се викал на Джеймс Сешање, как не знам. Аха. Не, Фристайл. Браво, ете. Тоа. Го имав Мелди Пистолеро тука, некако гледа, или да, она фристайл, да, си сака тоа и мене ми се допаѓа што воопшто музиката во слободното време он ја користи, еве, за да олабави нерви. А дали се менува нешто кај твоите свирки, затоа што си меѓу публика, осеќаш различен вајб сега и некогаш, или публиката си е таа? Знаат сега повеќе да придат, заштото чувствуваат поблиска, пример? Па, публиката секогаш сака да ја слушне авторската музика. Тоа имам приметено и јас би дошла на твој концерт. И јас се радувам на тоа најмногу во свет. За приоѓање никогаш не било тоа проблем од страна на народот. Веројатно сум поприступачна, не знам, меѓутоа секогаш ми приоѓале луѓе, а јас сум човек што сака да збори, сака да се поврзува, социјална сум по природата. Супер, а може би тоа што настапуваш во клубови те знаеме на тој начин,
можеби и тоа помага за тоа што обично бендовите што се во клуб после тоа си остануваат и се дружат со сите, не се најчесто не го има тоној момент на звезда и од другата страна. Да, тоа или го имаш во себе или не. Јас никогаш себе не сум се доживувала на таков начин, па веројатно и затоа 25 години функционирам и се уште, значи со 3 точки. Така да не знам, можеби и тоа има врска, ама сепак мислам дека е до карактерот. Или си таков човек што дозволува, или не. Ајде сега за тоа и се уште сакам да кажеме и да најавиме што е следно, што е ново од тебе, затоа што јас те следам и многу се интересни новите спотови, новите фотографии што ги гледам од работи што допрва ги правиш. Што е следно? Освен оние видеа кои што ги спомнавме и тие се прекрасни и убави, што е следно од авторска музика. Да, тие се спонтани и тие ќе се случуваат се додека има вајб за тоа. Следно е новиот сингл кој се вика Пијана, а после тоа се надевам дека конечно ќе излезе оној мој албум кој што го работиме веќе 2 години. Некои песни ги препеавме на англиски, бидејќи така ни се наложи, имаше потреба за такво нешто. Но да, со нетрпение го исчекувам. Имаме некои преговори за излегување за надвор од земјата, затоа и беа препеани на англиски, меѓутоа до сега никогаш не сум размислувала да се насочам кон некоја друга земја, едноставно функционирам на македонски во својата земја. Но како што беше на MTV, ние побараа Црвени дождови да испееме на англиски, за да оди на некој, не знам, некој радио, не се ни сеќавам како се вика, а World Chart Express се викаше топ листата, ние испеавме на англиски и така отиде и за таа и намена беше и таму и остана. Така да, исто и сега имаме некои такви најави. Албумот е готов, нема да го чепкаме повеќе, ќе го затвориме, се надевам дека ќе излезе до крајот на годинава и ќе оваа 25 годишнина ќе ја заокружам со концерт наредната година, бидејќи за оваа сите датуми беа пребукирани. Да не ти се видува, што е супер, затоа што верува. Затоа што се виде дека се бара. Тоа е тоа. И ја бев пресвекна, иако немаше место за мене, но стварно сум пресвекна затоа што чим нема слободен датум, тоа значи дека македонска музика си фуче. Па си покажа публиката. Мислам дека тука беше клучна публиката. Си покажа дека сака, бара, купува карти за македонски артисти, така да тоа и ќе те прашував дали ќе имаме концерт, ама следна година. Го најавуваме од сега, па после ќе споделиме уште една што сме зборувале, дека тоа и се случува. Се надевам дека ќе има многу луѓе, инаку зашто да не за светска кариера. Мислам дека имаше пример Сија колку години творела пред, да кажеме, светот да ја запознае. За оние кои што не живеат во Америка, потребно е време да се дојде на тоа ниво. Така да зашто да не? Па и не само Сија, многу големи други звезди на 45 плюс години станале популарни. Не се стремам кон ништо такво. Ја вистински, ама најискрено од срце сум фокусирана на моето општество, бидејќи не за џабе се родив тука. И има потреба тука за тоа, така што супер, ќе те следиме ние. Фала ти што не дојде денеска. Фала што споделивме малку некои работи кои што се можеби за тебе и лични, приватни, некои работи кои што јас бев изненадена за патувањата во Африка и по светот. Мене ми беше навистина изненадување. Затоа што никој кај нас не го споделил тоа, не знам како е возможно. Ти кажа си била на нивни медиуми, си се појавувала, а кај нас не го знаеме тоа. Да, палестински, марокански, имам одржувано концерти во тие земји, во едно патување и тони ден го земав со себе. Затоа што сакав он да го продолжи мојот пат, меѓутоа оваа кампања се затвараше. Но како и да е, се чувствувам дека имав потреба некој да ме замени, а тој некој да биде од нашата земја. Имавме преубави патувања со Тунизем, бевме во Мароко и Дубај, тоа беше во едно патување се заедно. Имавме концерти, настапи, интервјуа по телевизии, се што од едукации до
тестови, квизови, сите тие познати лица од Африка, мислам од било која држава од Африка што беа селебрити одбрани од своите земи, со милионски следбеници, сите бевме како мали деца, сите бевме едно, сите со соблечените патики, по чорапи на земја, пеевме и разговаравме за тоа што треба да се направи за да подигнеме свест, како нашето влијание да го употребиме за да подигнеме свест за сите тие теми со кои што они се занимава. И ако имаме некое мислење дека во Африка нема промена, се уште е најнеразвиен дел од светот, меѓутоа е најбрзо дел од светот кој што најбрзо се развива и мислам дека сепак има ефект тоа што се правело, но се работи за огромен број на луѓе без доволна инфраструктура и тоа оди можеби не толку брзо колку што би сакале, ама некои од земјите многу брзо се развиваат и газат напред. И кога ќе кажеме Африка, ние мислиме дека е едно, ама тоа има од рурални средини без пат, без училишта до развиени градови, некогаш и многу блиску едно до друго. Тоа што е најважно е дека сум дала придонес, сум направила нешто што можеби ќе значи, а можеби нема ништо да значи. Меѓутоа, ако не пробаш, нема никогаш да знаеш што може тоа нешто да значи. Затоа кога велат дека никој не прави, па не мораш ни ти. Демек, ако ја направам нешто џабе, затоа што ти и останатите ништо не направиле, меѓутоа, што ако сите така размислуваат, онда ќе останеме на истото место кај што сме. А вака секој кога трга од себе да направи дури многу мал милиметарски исчекор со излагање од комфортната зона е доволно за некаков си прогрес, што личен, тоа и генерален. Да, и тројца да инспириравме денеска, сме супер, така? И еден. И еден е подобро од вчера. Да. Така што фала ти многу што беше денес тука. Јас супер си поминав и супер муабет направивме, одличен. Мислам дека луѓето ќе те запознаат и во друго светло, а ако не тоа, барем ќе научат нешто повеќе за тоа што се случува во светот, што се случува кај нас и едва и чекаме нова музика за секогаш. Мило ми е што споделивме, што се споделивме заедно во овој еден етер, така да со задоволство ќе те следам и понатаму.